Почитувана македонска јавност, оваа денешна пресконференција на ВМРО ДПМН ќе биде посветена на новата учебна година, на бројот на ученици, на бројот на средношколци, на она што се случува во македонските училишта. Почитувана македонска јавност, Македонија никогаш во својата историја немала помалку првачиња, никогаш немала помалку ученици, никогаш немала помалку средношколци. На Македонија се случува и демографска, и образовна, и човечка катастрофа. Ни се затвараат училиштата. Нема доволно првачиња, нема доволно часови за наставниците. Имаме празни училишта, празни клупи и апокалипса, која што ни се случува пред нашите очи. Со Таче Ковачевски и неговите министри, Македонија преживува екзодус, кој што буквално ги десеткува, ги колабира училиштата низ Македонија, и основните, и средните. Малата и улиците ни остануваат без деца. Неколку бројки. Општина Велес во однос на минатата година има 49 помалку првачиња, рецесија од 10%. Општина Охрид има 94 помалце првачиња. Тоа е рецесија од фрапантни 17% помалку првачиња за само една година. Општина Струга има 52 помалку првачиња. Тоа е рецесија за само една година од 9%. Општина Тетово има 200 помалку средношколци и 50 помалце основци кои што се запишани во основно образование. Буквално демографска катастрофа. Општина Гостивар има само 50% пополнети места во основно и средно образование. Тоа значи дека има празни училници, празни клупи и недоволно ученици. Во општина Струмица последниве неколку години буквално е преполовен бројот на ученици. Ако во 2019 се запишувале по 750-800 ученици, сега оваа година таа бројка е значително помала. Имаме 4 училишта во 4 села кои што немаат ниту едно прваче. Училиштата во Раборци, училиштата во Попчево, училиштата во Мемишли и училиштата во Габрово. Тоа се 4 училишта, немаат ниту едно единствено прваче. Во 2017 година, значи годината кога се раѓаат денешните првачиња, родени се 27.700 деца. Сега, според овие тенденции, според овие бројки кои што се комплетираат, бројот на првачиња во Македонија ќе биде можеби нешто под 18.000 првачиња. Тоа значи дека само до нивната 6-та година, до наполнати 6 години, сме изгубиле околу 15 до 20% деца кои што се иселиле и се заминале од Македонија со се нивните родители. Тоа е пад од фрапантни 4000 деца од 0 до 6 години. Поделете го тоа на 20 деца по паралелка. Тоа значи дека само од 0 до 6 години, од 2017 година и Зоран Заев со неговиот живот во Македонија, сме изгубиле 200 паралелки. Тоа се фрапантни бројки на демографското исчезнување, на демографскиот и иселеничкиот екзодус кој што се случува на Македонија, на економската катастрофа, на корупцијата која што секој ден ја гледаме, на фијаското, неспособноста и катастрофата на Таче Ковачевски и неговите министри. Нема учебници, нема лекови, нема основни работи, инфлацијата галопира. Македонија, за жал, од една пристојна држава стана тотално неуспешна држава и најлоша на Балканот по сите критериуми. Мора да го промениме тоа, мора да ја вратиме надежта во Македонија и затоа потребни ни се избори час поскоро, затоа потребна ни е нова влада и луѓе кои што со љубов, знаење, посветеност, жар, пасија ќе водат Македонија. Затоа што вака како што тргнало, со овие некадарници и со овие неразбрани трговци, Македонија нема да ја биде. Повелете дали имате прашања.
Доколку немате прашања, на сите ви благодарам што дојдовте на оваа пресконференција на ВМРО ДПМНЕ. Благодарам.